Трет ден непречено тече штрајкот на вработените во градинката, како и во основните и средни училишта во Куманово, но и во регионот. Од детската установа Ангел Шајчи информираат дека дел од вработените, односно 48% штрајкуваат, а останатите 52% продолжуваат со својата дејност за згрижување и воспитување на деца. Според бројот на членови на СОН, како што дополни директорката на Кумановската градинка Марина Алексовска, од 132 штрајкуваат 109 лица или 81%. Вкупниот број на вработени во Кумановската градинка е 221. Првиот ден беа 350, денеска се 380 дечиња, меѓутоа сепак им порачувам на родителите дека имаме доволно персонал со кој можеме да ги згрижиме сите деца кои што имаат потреба, така да штрајкот да не ги спречува, за да не ги носат децата во градинка. Од Кумановската градинка се осврнаа и на барањето на СОНГ за унапредување на бројот на приправници. Во установата велат има 24 приправници, од кои само 9 вработени ги исполнуваат условите. За нив веќе е обезбедена согласноста и ни е испратена во градинката. Штом ќе заврши штрајкот, дури тогаш можеме да започнеме со постапката за објавување на интерен оглас, за да може да бидат унапредени од приправници, во негователи или воспитувачи, стручен некој работник и така. Од регионалниот одбор на Синдикатот за образование, наука и култура за Североисточниот регион информираа дека протестот во градинката, како и во останатите установи во Куманово, се одвива нормално и без притисоци. Од СОНГ велат дека нивните служби проверуваат дали во Кумановската градинка се врши само згрижувачка дејност, а не и воспитно-образовен процес, како и дали во објектите се згрижуваат деца од различни возрастни групи во една занимална. Дополнуваат и дека одредени директори во бројките на лицата кои што не штрајкуваат ги впишуваат и вработените кои користат боледување. Во Североисточниот регион додаваат во 6 општини се штрајкува речиси 100% во сите воспитно-образовни установи. Не протестираат само вработените во градинката Царка Андриева во Кратово и основното училиште Јоаким Крчовски во Крива Паланка. Јас, пошто ми е одговорно за сите 6 локални самоуправи, во текот на четврток минатата недела и петок ги посетив сите градоначалници од регион Куманово и начелно од нив побарав да останат неутрални. И покрај нивните политички уведувања, побарав од нив и добив уверување дека ќе бидат неутрални. И досега морам да кажам дека сите 6 градоначалници немам од колегите поплаки, значи штрајкот се одвива без притисоци во регион Куманово, со некои мали индиции, ама тоа се индиции, се уште не проверени, бидејќи нашите колеги од двете спомнати синдикални организации кои не штрајкуваат, имаме јавувања во Скопје во централата, се разбира анонимни, дека одреден директорка им вршат притисок да не штрајкуваат. Јас и во оваа прилика ќе искористам да ги јавно храбрам нашите колеги кои се, рековме, под потенцијален притисок, јавно да го кажат својот глас, односно да ме повикаат мене, како председател на регион Куманово, да ќе отидам заедно со нашиот правник, адвокат на СОНГ и на лице место, доколку имаме изјава од било кој вработен дека стварно се вршел притисок, веднаш ќе поднесеме кривична пријава за попречување на правото на штрајк. Дополнуваат дека од вработените од културните институции кои не се во штрајк добиваат морална поддршка.